Практично со помош на професионалните преведувачи од Сдруженијето, денеска студентите на Филолошкиот факултет преведуваа книжевни текстови. Деканот на Филолошкиот факултет Драгана Кузмановска вели дека денеска студентите почувствувале со какви реални проблеми можат да најдат при преведување на еден таков текст. Направивме еден проект стекнување и развивање на компетенциите на преведувачите и толкувачите на нашиот филолошки факултет од сите јазични групи: англиски, германски, турски, во паралела со македонскиот јазик. И еве денес ние ќе се обидеме практично со помош на нашите колеги од ова здружение да им покажеме на нашите идни преведувачи и толкувачки со што ќе најдат кога ќе излезат на пазарот на трудот. Председателката на Сдруженијето на преведувачи Огнена Николујски вели дека како здружение се залагаат за унапредување на професијата и за нејзина поголема видливост. Смета дека овие работилници се корисни за студентите со цел практично да осознаат како треба да се преведува еден текст. Според неа, еден преведувач мора постојано да истражува за да автентично преведе еден текст. Мора да се истражува претходно за да се види што е она што го карактеризира стилот на авторот и како тоа на македонски ќе звучи. Најсоодветно, најприродно, затоа што не можете вие да ставите еден мангуп од 16 или 17 години кој што зборува искршен и неправилен странски јазик, да го ставите вие литературно да си зборува на македонски како да завршил академија. Значи мора да му најдете да истражувате, да видите како денес зборуваат младите и да го изнајдете тој јазик што е потребен за да навистина се почувствува дека тој лик во книжевното дело има 16 години и не зборува правилно, не го зборува правилно својот јазик. Николски забележа дека не држи констатацијата дека македонскиот јазик е сиромашен за да се изразат одредени чувства. Туку преведувачите на делата се тие кои треба да бидат ангажирани и да навлезат подлабоко во еден текст. Во моментов во земјава има потреба од преведувачи на шведски јазик и на останатите јазици од скандинавската група.